Адаптација на басната Лисицата и грозјето од Езоп. Најпрво, што е тоа басна? Басна е литературна творба во која ликовите се животни, но имаат карактеристики и однесување како луѓето. Животните во басната зборуваат, размислуваат и се однесуваат како луѓето. Тоа го нарекуваме персонификација. Овие кратки приказни на Езоп од Стара Грција и ден денес се популарни заради нивната поучна содржина. А сега одиме да видиме што лисицата наумила. Еден ден, додека сонцето блескаше на убавото сино небо, лисицата се разбудила задоволна и ја наблюдувала шумата околу и го пиела своето чајче. Лисицата помислила дека на толку убав ден ќе има многу зајци и дека би било добра идеја да појде да ги лови, сметајќи се себе си за многу вешт ловец. Но зајачињата, знаејќи ги незините намери, веднаш избегале кога ја виделе дека се приближува. Истрчале да се скријат во своите дувла. Зајаците ја натирале лисицата да се трка, но тие вешто ја надитриле, а лисицата речиси не можела да се додржи на нозе од умор. Зајаците играле и скокале од радост, бидејќи ги избегале на лисицата. Лисицата се уморила и рекла: "Пих, не ми се допаѓаат зајаците, многу се брзи." Потоа, на пат кон својот дом, минала кај едно големо лозје, каде на една огромна винова лоза ја намамиле прекрасни виолетови гроздови. Се залетала и се обидела со еден скок да фати грозд. Еднаш, два пати, три пати, но безуспешно се обидувала да го дофати грозјето. И покрај многуте обиди, таа не можела да го дофати. Најпосле, исцрпена од напор, рекла: "Пех, не сакам да го јадам грозјето, не е зрело." Веќе почнало сонцето да заоѓа и така тетка Лиска останала гладна и изморена, без зајаци и без грозје, не сакајќи да признае дека тоа е поради тоа што не била упорна и недоволно физички спремна. Ајде сега размисли каква поука ни носи оваа Езоп приказна. Како може би можела да постапи лисицата за да го достигне грозјето, или пак да ги фати зајците? Кажи ги твоите идеи. Поздрав од умно дете. До наредното видео.